Добар ден, почитувани. Добре дојдовте во емисијата Очи во очи на телевизија 24. Вие и јас Исо Мухич. Слободна тема е предлогот за денеска, како и вообичаено на крајот на секоја работна недела, прилика за дискусија за она што се случило, она што е во тек, што се случува, па во контекстот и на очекувањата. Сето тоа подразбира и секако прилика во која може да се предложат теми кои понатаму од следната недела би ги обработувале. Ете, тоа би било всушност се поднос на воведот, секако и информирање, подсетување за оние кои знаат, за телефонските броеви, начинот како да се стигне, 6091 924 925, како да се вклучите во дискусија, во разговор, да кажете ваше мислење, не мора да разговарате, значи да коментирате други или со мене, се едно, само вашето мислење. Тоа е флексибилен момент, а двата телефонски броја се стандардни, регуларни, вообичаени, бескриени трошоци линии. Како кој успева да добие и врска и да се вклучи е исклучиво начин на кој секој кој е дел од ова го прави тоа и нема никаква врска, односно секоја случајност или поврзаност со нас, мене, режијата или медиумот воопшто е апсолутно случајна и е исклучиво, значи, на оној кој се јавува. Како успева да добие или како не успева некој да добие врска, велам, е исклучиво заради и на оној кој се обидува ги добие овие две линии, подносно тоа дали успел или не успел. Ете, тоа е чисто колку за информација и мислам дека тоа би било се. Можеме да почнеме официјално да ја отвориме, да видиме кој ќе биде. Јас велам, тоа е за нас и не само случаен, туку и сосема непознат. И не само изборот, и не само редоследот, туку воопшто и кој е од онаа страна на линијата. Ете, ајде да откриеме кој ни е првиот. Добар ден, повелете. Да откриеме сите. Добар ден, повелете. Се слушаме? Еве, нема никој, гледате. Има, да, повелете, добар ден, вие сте. Се слушаме? Се слушаме, ете, одлично, да, повелете. Нешто се закасни, ама добре. Добро, да, одлично. Слушај, што се однесе до јавувањето сега, се гребам кај вас ја, затоа така. Дебатор не видам сум ја. Затоа така ми успеа да добијам линија. Како се, за да се рангирате, прво, второ, втор, трет, има ли и тука сигурно? Види вака, сега, рангирањето вака, многу е битна технологијата што ја користиш, колку е брза. Аха. Има некои телефони, 3 пати ќе свртиш, а со другиот само еднаш ќе свртиш. И у една иста, да речеме, временска ситуација од 2-3 секунди до 5. Значи, на секоја секунда само врти, така е наштелуван, ама тоа е фабрички како го направиле они инаку. Да, не можете вие да, јасно. За моја среќа, тете се заломило така. Така да, тоа што да правам, не е некоја голема мангупштина, нити е гребење. Многу луѓе реагираат, исти едни. Абе, што да биди упорен, човече. Како викат, упорниот се работи. Тоа е, што вика дека е мангуп, тој не е мангуп. Упорен треба да бидеш. Иначе, бидејќи времето е така летна, ми е многу жал што се случило на обиколница ноќеска ли, кога било? Да, синоќа. Да, тоа било страва, ја не сум знаел. Преска дознав, погледав по интернети, тој 76 годишен, како со кој памет му давале кола, автобус, камион шлепер да вози. Тоа да, за меѓународен сообраќај особено, да. Ама важно направивме сейф-сити, нели? Сега сейф-ситито каде беше да ја спаси ситуацијава?
Или само за данок збирање за наплаќање казни? Ајде, поздрав. Благодарам, поздрава и куршум погодил некој малолетник, ученик во школски двор во Драчево, читам и тоа за среќа, не е нешто посериозно, ако воопшто може да се зборува дека додека игра дете во школски двор го погодил куршум, тоа како сега прокапува дожд, па не е сериозно, неколку капки ве погодиле, ова е нешто сосема друго. А за оваа трагедија на вистина неописливо е, дури и јас едноставно кога изборовите практично и немаат ни вредност или човек и нема ништо да каже, но во секој случај да, освен сочувство и неверојатна трагедија и следна околности, нема што да, само треба да се секако работи уште многу за да се спречат ваквите ситуации или да се намалат уште повеќе, и мајки предвид дека на крајот на криштата тој безбеден град е всушност само мониторинг и казнување. Не може да го... А што и ако се движал со поголема брзина и што да стигне, потоа да му стигне казна. Но работата е како предходно да не се случи трагедија. Добар ден, повелете. Иако не е секако беззначаен ни тој. Добар ден, да, повелете, ве слушам. Да, поздрав, повелете. Почитам родителу. Да. Ние не само што живееме во проклетие, нас и злото не врти. Ни Господ Бог нас веќе не сака, почитам родителу. Нашата аура на секој граѓанин во ова Македонија е злото и ништо повеќе. Што беше ова чудо, почитам родителу, четворица да изгорат. Неверојатно нешто. И ова што кажувате вие, тоа куршум во училиште, до кога, почитам родителу? Не може. Послушајте ме. Кај што има зло, нема береке. Во семејство, кај што нема кохезија, така да кажем, разбирање, тоа семејство се растура. Ние се растураме. Почитам родителу, не може со злочести зборови, тавок, глодар, и рецу ги работи. Не човек што ја води државата да имаме береке. Не може. Видите, он е обседнат со злото, Тоа него лично душевно задоволство, душевна храна. Он е свесен дека народот се нервира. Томна му е душата. Почитам родителу, што доживуваме сега? Знамињата црни орли. Гледате сега со белото орле што се случува. Во сабота имало подршка на Вучич. Ученикот на Милошевиќ, што таму полицијата веќе убива недолжни луѓе, тоа ќе дојде кај нас, почитам родителу. Не си го гледаме ние дворот овдека, нашава судбина, проклетие, тјак идеме у Куманово, да живее Вучич. Нема, не води тоа ништо на добро. Го нема Орбан, ке го нема Вучич, ама ке го нема и овој злочестиот ходе. Благодарам пријатно. Благодарам, поздрав до вас, добар ден, повелете. Добар ден. Се слушаме, вие сте, повелете, добар ден. Дали се на линијето? Да, во програма веќе директно вклучени, повелете. Јесо, добро водиш емисијата и ваша телевизија е најгледана во Македонија. Благодарам за довербата. И сега се зборувам ја за образованието. Каварнас е еден од најголемите градови во Македонија. И значи ова што е образованието за земјоделско-шумарски факултет и технолошки методолошки факултет посхитно да дислоцират во Каварнаси. Него имаме еден градоначалник кој е еден од најдобрите градоначалници во Македонија. Тоа се вика Митко Јачев. Митко Јачев е млад човек, е доктор на науки.
А па и да не зборувам за Блаже Бој, а па и за ИГМ, тука нема промашај. Тие ИГМ е најметална индустрија во Македонија. И за тоа се зборува под скитот еве тие двата факултета земјоделски, шумарски и технолошки металуршки да ги отворат во Кавадарци. То пати му е кажано на ова Јанеска да размисли да се и под скитот тие двата факултета да дојдат во Кавадарци. И ќе одат да прави Илија Гечев. Добро да гледаче кој ти е Илија Гечев. Да му биде јасно. Благодарам, поздрав до вас, добар ден. Добар ден и убав ден, меѓутоа, не знам, со сообраќајкава која видов уште синајка, не знам како човек што да каже да се разочара просто. Значи, како може да се дозволи, а човек во тие години да вози шлепер? Ја ова не можам никако да го сватам. И ова сега треба прво да се казни тој што му дозволил да вози, а после. Значи, мора да биде казнет и газдата. Вие не можете да пуштите некого со толку, ајде, години да вози такво нешто. Така да сега гледате отидоа и што да му направат и како да му направат 4 млади, значи луѓе не може да ги повратите. Стварно е греота. И значи секој пат ќе мора да се казни и некој што му дозволил на тој да вози така. Затоа што стварно такви случување е греота. Нека им е лесна земја, меѓутоа кога го видел синојка на социјални вет, ова. И сега друго слушам овдека дека ЕСМ нешто, не знам, во загуба она, немало хидропотенцијал. Ако оваа година имаше хидропотенцијал, ја не знам која година, се утепно од Врнежи, него Преспанско се напуни и све и немало хидропотенцијал, овако за струјата. Тоа е самото што кажува, што ни кажуваат бајки. Ние не знаеме, не живееме овдека. Значи, стварно самото што се кажува такво нешто. За струјата. А што ми има интерес за хидроцентрали, сигурно не се во загуба, нели? Да. Ама не може така да каже, не може да каже дека хидропотенцијалот бил слаб. Кога Преспанско се напуни, сега не сме сите слепи, гледаме, знаеме. Друго би кажала од овој господинов што е од влада на премиерот, не знам, у Тајланд, не знам, у Сингапур. Па многу убаво така, па дај ја ќе бидам у парламент, затоа сите се борат да бидат пратеници и во влада. Значи човекот ужива со месеци, зема плата. Па каде го има ова? Тие пари ние ги даваме, не му го дава ни влада, не му дава ни влада, ни парламент. Значи ова е стварно срамота, треба да се направи еден ред, ако му се работи. Благодарам, ве поздравувам, добар ден. Добар ден и убав ден, господине. Благодарам, и вам нека вие повелете. Така да се жив и здрав еден Чичко од Пробиштивскиот крај. Пробиштивски крај? Да. Прекрасно, да. Село Гајранци и Пробиштивско. Аха, кажете, повелете, одлично. Да ти кажам, пребидејќи ние возрастните, па претежно 60% од нас слушателите акъл немаме. Пребидејќи луѓето реагира, дај да си искажеме, дај поредко да си, а меѓутоа дали сакат популарно да секнат, што тоа ќе стигнат. Или ќе даде некоја партија кредитче тамо да биде популарен. Секакви има па срамота е више воа да пуште телевизија, да те кажам искрено. Ја у годината еднаш ќе се јавам. Мене ме интересира кошницата. Ние са наме не работи. У село седат, социјално взимат. Одат у град, се јајце купува. Купуват цигариња само, кркати, алкохол и вијако врджи само. Одат по комар да играт. Никој не ќе да работе, а сите сакаме лежи лево да те јадеме. Владата треба да ни каже пензија, ова ни е скапо, ова. Още една молба имам до тебе. За тај еден господин се вика Диме од Скопје се представува. Пред една недела толку вулкарни зборови кажа за председателката на државата која имаше за хигиена која софираше. Па господине Диме, таа колку има акъл у ноктот и немаш у главата. Жално и срамно е со однојната глава. Ве молам, добро, морам да ве исклучам затоа што навистина е во реде да укажете и не е јасно.
Нема оправдување ако било кажано нешто така, но подеднакво нема ни ете вие да, особено ако сте свесни за тие груби зборови, да пак вие ги употребувате, а при тоа сте свесни. Тоа е па уште поголема тежина. Затоа и судски има без умисла, во афект или планирал, знаел, а правел е сега. Ако веќе знаете дека биле кажани лоши зборови, несоодветни, а вие ги употребувате, тоа е во суштина уште потешка работа. Затоа ете и не можам ни да се согласам да бидеме изложени на тоа. Но во исто време ете веднаш типичен пример, не само што и во претходната емисија во тек имавме и најмалку еден, барем се представи јас прв пат, иако, ете, нескромно кажано, се знаеме, немам дилема кој е кој, затоа и комуницираме, затоа го имаме и на ниво на дебата, како што и вие се знаете. Па и настрана од емисијата и преку социјалните мрежи, но имавме и нов учесничка гледачка, која за прв пат се јави. По однос на ете тоа кој како добива и дали се едни исти, односно дали е наместено почнувајќи ете од вас, заклучно со нас или мене се едно. Еве, јас нека бидам тој кој би ја презел одговорноста. Но, еве, дотолку повеќе и ситуација во која само се потврдува она што го имаме постојано при овие наши дискусии, а тоа е дека имаме неспорно во која и да е емисија различни мислења, односно спротивставени стојалишта, кои доведуваат дури и до конфронтации. Па ете и навреди, за жал, но кои истовремено, за среќа, како би кажале политичарите, кристално јасно покажуваат дека зошто некој би местел нешто за да има карање и да има различни стојалишта. Ако е да се мести нешто за, не знам, да се одредена политичка опција пропагира или од некоја друга да се напаѓа, да се критикува, тогаш се мести па се прави само тоа. Почнувајќи од темата, која ќе ја формулирате така, како во согласност со она што сакате да го правите, и така потоа со овие наместени кои ќе фалат или критикуваат сите од прв до последен. И вие ќе сте раат тогаш, одлично, ајде да видиме што имаме научено сега денеска, ги критикуваме овие или ги фалиме оние сите. И темата ќе биде токму аргументирана во таа смисла. Еве, гледате, вие ништо не направиле или овие се направија точно, браво, така да живеат тие. Но го немаме тоа, напротив, имаме ситуации во кои не може двајца, тројца да поминат, а да не се сосема различни ставовите. Има и такви пак кои не се ни сосема различни, кои се помеѓу. Што велам апсолутно мене барем, ете тој кој вели или на кој му изгледа кој е уверен па и обвинува дека ете тоа е што е друго ако не обвинување, кога вели или сте вие или е режијата или е, значи така е, но само кој го прави тоа. Нејасно ми е мене зошто некој би правел да има расправија, да мора да објаснува, да мора да опоменува, да мора да исклучува некого и при тоа што да постигне? Во интерес на кого? На некоја, не знам, политичка опција или спротивно некоја, кога најмалку две страни спротивни имаме во секоја емисија. Кои велам, дури постојано укажувам на тоа, немојте со навреди другиот и така натаму, а практично без исклучок го имаме тоа. Еден, двајца, па третиот, а да му кажам на тој, па четвртиот, а да им кажам на јас на тие првите тројца. Така што мислам дека навистина колку и да некој сака нешто да направи, може би и го прави навистина токму како дел од некоја исто така опција која треба да го девалвира она што го правиме. А тоа е еден слободен канал на кој можат да дојдат, канал не е како телевизиски само, туку еден простор во кој отворено може да
дојде секој да каже што сака. И тоа го прави. И токму тоа што предизвикува реакции е потврда дека секој кажува што сака. И токму тоа што се изнесени различни стојалишта, спротивставени стојалишта, потврдува дека не се оди во прилог ниту против некоја една опција. Но повеќе, затоа велам, се отвораат сомневања дали тој кој наведува дека такви работи се прават тука, всушност не е дел од некоја опција која треба да го девалвира овие дискусии. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, да. Исо, Кажете, да, ве слушам. ако се отвори уставот, Добро? бугарите и албанците ќе стапат во коалиција и ќе биде многу опасно. Како ние на албанците што им дадаме право во владата да влезат и овите сега некои да смените, ќе ви издадат српско оружје. И друго исто. Пола програма го зима со дискусија. Пушти ги гледачите да наказваруваат. Јас сум професионален возач. Знаете ли како ја стекнав таа дозвола? Да, кажете, повелете. Во Ѓорче Петров 45 дена бевме на обука. Аха. Од таму отидам во Краљево 3 месеци пак на обука. И ми изпратив во Белград, на Бањица, да бидам инструктор на војни старешини. Сега сум во пензија. И се чудам со овие катастрофи што се случуваат. Како може вакаве трагедија да се случуваат, бе, не ми е јасно, бе, Исо, бе. Толку имам, Исо. Благодарам ви, поздравувам, ете повелете во друга прилика. Секако благодарам за забелешките. Добар ден. Добар ден, господин Да, Исо. поздрав, да, се радувам што ве слушам, повелете. Па јас си ветив дека нема, меѓутоа ги следам вашите емисии и се зажестува злото во нас. И ми пречи. Да, па јас реков, вие имате како да придонесете... На културен говор, имаат право да протестираат, имаат право да бидат гневни, но немаат право да не трујат со такви грди и страшни зборови. Јас сакам да ја гледам оваа телевизија без да се потресувам. Нема потреба да се омаловажува било кој. Утрово имаше некои сите христијани ги нападна. Па зли луѓе има во сите слоеви, во сите вери и насекаде, и меѓу богатите и меѓу сиромашните. Ве молам. Но на оваа слободна тема сакам да се обратам. Веќе не можам да го гледам господинот лидер на опозицијата, мислам на СДСМ, господинот Венко Филипче. Неговите стравови се толку очигледни, барем тоа знам, психологија многу знам. И во практика сум го работела тоа. Стравовите му се толку силни, што е во некакво психичко растројство. Од тука доаѓа таа ароганција, таа френетичност и агресивност во говорот. И би било добро за господинот, неговите колеги психијатри да го проверат неговата деловна способност, на вистина секојдневно каде и да стиснам на било која програма се појавува тој со нешто што е веќе вон од здрав разум. Ете, апелирам неговите пријатели и колеги да поразговараат со него, а и да ја проверат деловната способност. Не дека малку имаме, многу имаме такви, но тој е значајна личност, тој е лидер на опозиција, тој е член на парламентот, тој е доктор и може да ни наштети не само себе си и на другите. Ви благодарам. Ви благодарам, ве поздравувам. И јас, добар ден, повелете. Дали имаме некого, повелете, добар ден. Добар ден. Ало? Да, поздрав, ве слушам. Исо, здраво. Здраво, здраво, повелете. Па види вака, да, поздравам дотичната
и да й кажам, ако не може да го гледа лидерот на опозиција, може да си го сврти каналот или да го сврти телевизорот. Јас колку што знам на онаа реална телевизија 24, Бог знае од кога не сум го видел. Тој значи опозиционерот. А што има туплатви, што има Ноќна мора на патриотските телевизии, што секоја емисија и утринска и попладневна ја имаат за СДСМ и за Венко Филипчи, за ова, тоа никој не им е крив. Значи, нека се обрата таму на тие патриотски телевизии, што стално им е трн, како вика, трн во око. Ние немаме и мислам дека подобро би било таа да се прегледа него нашиот, мислам, овој опозиционерот, пошто ја врши функцијата онака и многу народ има со него. Друга работа, да ја кажам исто на патриоткава, денеска има, мислам, у Шведска ќе се сретнат тој нивниот министер за надворешни работи, на негова покана, мислам, така разбрав, со министерката на Бугарија. Така. И и ви веројатно знаете тоа, и таа рече ќе се сретнам, ама нема шанси за преговори и нешто или разговори за Македонија, тоа е работа завршена. Значи, они немаат ништо со нас, нека си брка своја работа, а да се сретам, да се напијам кафе или да си направам муабет, не е проблем. Па уште други работи да им кажам, гледат ли со нема ден. Значи, нема ден откако се овие на власт. Нема ден да нема убиства. Па гледате ли синоќа како тоа сигурно мора да е случајност од автопатот, што човекот излета и утепа 4 луѓе. Каков пат имаме, каква држава имаме, добро сме живи. Убав ден диваш. Благодарам ве, поздравувам. Добро ова што ја спомнавте средбата на првите луѓе на министерствата за надворешни на Македонија и Бугарија. Дали ќе имало преговори, има шанса или нема шанса, за тоа потоа, добро ќе биде ако прво се видат, а второ таа средба да помине без инциденти, без скандали. Уште повеќе ако не е само кафе, туку и онака како што кажавте муабет, затоа што првата средба воопшто не беше ни средба. Поводот беше друга, двајцата беа поканети на таа средба не за тие да се гледаат, туку да учествуваат. А ова случајно се виделе за прв пат и тоа и беше кажано од нашиот министер. Па и самиот кажа, не била средба, не бил ни разговор. Била размена на зборови, а испадна скандал. И некако кога и да претходно имавме, па и се сеќавате на наша иницијатива, па председателката Силјановска Давкова отиде, па испадна, ми се чини непосредно по инаугурацијата нејзина. Па испадна оној скандал со знамето, сликата и така натаму, не ни ставиле знаме и слично. Јасно, ние ништо не сме направиле, тогаш немало знаме, сега ни било кажано, но се едно, некако се чини дека сме мајстори да бидеме вовлечени во инциденти и во скандали. Не мора ништо да направиме. Некој друг ќе направи, а ние потоа имаме ситуација тука да само партиите меѓу себе прашање кој како да ги смири. А камоли нешто друго. Затоа велам, ова е чувствително, затоа што на некој начин имплодира потоа тука. Кај нив нема ништо. Туку кај нас, значи, имплодира внатре, ние експлодираме и партиски и секако потоа. Се виделе, наместо здраво, дури зборови сме размениле. Ни реченица не размениле, скандал испадна. Сега и кафе да е, па е ризично, а не средба. Затоа велам, да нема инциденти, да нема скандал, одлично. А за тоа дали договор ќе има полека, чекајте, прво да видиме дека може да се видат, да поседат заедно, да бидат во близина. Ако се е нешто, од каде, знаете сега, некој лош кадар, нема знаме, овој таму, оној таму, готово, веднаш потоа за наредни, кој знае колку месеци или години, ништо. Да и онака заглавената ситуација. Добар ден, повелете. Ало? Да, поздрав, добар ден, ве слушам. Добар ден, слушам. Повелете, да, добар ден. Поздрав до вас и поздрав до вашите граѓани. Благодарам, повелете.
Јас благодарам нашиот поздрав. Господин Исо, ваква работа, јас гледам дека знамето не е скандал. Ако не се поставило, зар не е скандал? Па спаѓа во скандал. Зарем не е сега... Не реков јас, туку имавме, се сеќавате, нели тоа беше... Да, меѓутоа, некој мислам дека вие рековте дека сето се е скандал. Па ако се случува нешто што не треба да биде, тоа е скандал. Не, па не, имаме ние, затоа што беше ова исто. Треба да се постави знаме, а не се поставило председателка. Повика на амбасадорот протестна нота, сега со ова, со северно-македонски. Значи, не дека јас сум кажал, туку го имаме на формално ниво, официјално. Ама гледате што се случува во вилата на Водно. Гледаш дека има од вработените кај председателката. Има прислушкувања, има снимани материјали, оддавање тајни од НАТО. Гледаш дека тоа обвинителството го кажува. Да видиме што ќе испадне тоа. Премиерот на ВМРО кажува дека... Предистрага, сомнежи за... Предистрага, не сомнеш, чим има сомнеш, значи предистрага. Што е предистрага? Имаше и за текст неготино, па испадна нема. Сомнежот, па кога испаднало нема? Кога немало, кога испаднало? Премиерот кажува на ВМРО, вика дека тоа е, вика, тие се глодарите и талогот на општеството. Тие што тоа го кажуваат. Па чекајте тоа кога, зошто го викаш така? Прво испитај, ако не е тоа, тогаш ќе го кажеш. Уште не е испитано ништо. Овие 21 и 3 месеци, уствари 24 уште масите направат. Катастрофално водење на држава и во на економски план. Сега бараат 300 милиони од банките, 260 им одобрија со 4,5% камата. Народот ќе го до сиромашен Петер. Гледаш дека не работат, гледате ми, јас тоа го гледам. Благодарам ве, поздравувам. Може би повеќето од вас учесниците се оние кои се практично постојано со нас, но ставовите се кој од кој различни. Затоа велам сега, кога уште обрнувам внимание по оној коментар во емисијата, во тек, оние кои следевте, навистина не ми е јасно од каде некој би заклучил дека некој по некој редослед се поставува за да кој од кој различни ставови изнесува и по однос на различни ситуации и теми. Мислам, која би била врската тука? Аха, наместени се сите за што да се постигне, не знам. Освен да се слушнат секакви мислења. Што и целта, впрочем. Добар ден. Ало? Да, повелете, добар ден. Па вака Исо. Кажете да. 10 дена скоро го слушаме Антонио Милошовски, како излегува и објаснува за ова криминалот со мазутот. Вака сега. А да си кажеше нешто за него, за центирите негови кривични дела, од кои што е избегна одговорноста, што се нема земено Милошовски во Кичево. За технички преглед зградата и регистрација на коли ја има 16 години. Објектот во Македонски Брод, како се вика то, објектот во Македонски Брод за... На што мислите, еве, нијас некако не асоцирам. Па еве, ми избега мислот. Добро, но што е со него? Ајде, па ќе дојдеме. Месната заедница, исто, се сетив. Аха, добро. Објектот на месната заедница, негова. И Кузнек уште колку планини од околу искраде се. И сега тој има лице да зборува за луѓето со мазут. Ја да сум на негово место. Абе, ќе се скријам, нема да се појавам. Не знам зашто толку или тој се спаси, па сега чека, ја ќе коментирам за другите. Нека се скрие барем да не го гледаме на телевизија. А за ова за кај председателкава, па тие и со сами си ги бираа луѓето. Мицковски и тетка му. Кој луѓе да бидат горе, кој луѓе да бидат околу незе, сега нека си ја бараат вината во нивните луѓе, а нека не измислуваат дека има, не знам, талок, не знам, глодари, не знам, разни грди муабети од богатиот речник на Мицковски. Толку поздрав. Благодарам, ве поздравувам, добар ден. Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Вака, оно има повеќе теми, ќе сврнам повеќе на неколку теми. Неќем никој ништо да... Викам дека економијата ние, мислим, за никаде, еве со овие што сакат да позајмат овие 260 милиона евра, тоа после ќе дојде тој народ да го враќа. Това наша држава само живее на позајмици. Тоа ќе дојде време да се враќат
наши деца и тоа ќе биде некако не вред работ, само заслужување. Друго сакам да кажем за Европската унија. Европската унија, сите таму се тежнеја да вледат, те Црногора, Албанија и одат напред во Европската унија. Ние некако некој така може да мислат не добро било, не знам што како. Таму е просперитетот, ќе има отворени фондови, ќе има таму и сети работи. И сега и Европската унија помага и со финанси, и со некои си пари ни дава. А тука е грешка на Европската унија. Треба Европската унија да дигне раце од нас и ние сами како сами да живееме. А ние сами не може да останеме, ние во никој случај не може да останеме. Ние за 2-3 месеци ќе банкротираме, нема ништо. И затоа треба подхитно да се преземе нешто со уставните измени да се донесат, да влезат бугарите во уставот и да појде напред. А тој германскиот канцелар кажа, тоа е услов. Сега ние ќе чекаме со децени, оно, а народот се иселува, нема просперитет, нема запослување, запослување има само партиски. По секој установи само партиско работување. Кај да појдеш, се да си член на ВМРО и да те примат на работа. И дали имаш одбетно образование или не, важно примат. И има многу случаи, такви што ги знам. И затоа нема просперитет. Со ВМРО Македонија не. Така, истече времето, благодарам ве, поздравувам. Добар ден кој не следен. Добар ден, почитувани. Почит до вас, добар ден. Поздрав во телевизија 24. Возвраќам и јас во име и на... Па да ја поздравам гледачката што се попишмани во јавувањето на нашиот деватен клуб. Ми недостасуваше незината мисла и начин на дебата, кој е многу цивилизиран, културен. Не би рекол се попишмани туку ете проценува кога смета дека има потреба се вклучува, кога не. Значи немаме автоматизам, директива, мораш да се јавиш, мораш да учествуваш. Слобода на избор. Да, па јас еве лично ќе ја замолам да учествуваш што е можда повеќе заради мене, ако не заради други. Ете, и тоа е ваше право. Да. Сега, видете, се љутат овие од опозицијата заради шпионската афера. Меѓутоа не чув дека се љутат. Ете денеска Рубин Земон, кој го навредуваше Гоце Делчев, функционер на СДС, е во Софија на неофицијална средба со Виктор Стојанов, иначе познат провокатор и негатор на Македонија и на македонците. Значи, еве, функционер на СДС со странска, во моментов и непријателска држава си има отворен контакт. Утре другиот може Рубин Земон да биде функционер на оваа држава. Така да нема потреба од шпиуни и шпиунски афери. Еве гледате, официјални политички лица си имаат средби со во моментов непријателска држава. Значи, штом не блокира контактот на Европска унија, за мене е непријателска земја. Иначе сакав да коментирам општо за психолошкиот профил за навредите и аргументацијата во овие дебати. Ама кој што гледам, истече времето, малку полого ќе ми треба, па хајде во наредна прилика. Благодарам, почитувам. И благодарам, секако ве поздравувам, секој е добро. Добар ден пак за следниот. Наш соговорник, кој ни се јавува, повелете. Јасо ли? Да, вие повелете. Баш ми е мило што добив врска одма после овој претходниот. Одлично, да. Рече дека Земан, или како се вика... Да, Рубин Земон, така. Рубин Земан отишол таму со непријателска земја. Па чекај, па човеку Божи, јас тебе те рачунам партиот, а не патриот. Пази, има разлика. Партиот е само за партијата, а патриот е за државата. А зашто не го спомна дека и министерот со непријателска земја има состанок со врвот нивни. Па и тоа, ако мразиш дека не сме таа непријателска земја, да немаме контакти, тоаш кажи му и на Муцунски да нема контакти со таа непријателска земја. Биди искрен до крај. И затоа јас интелигентен си, господине предходник, меѓутоа многу се демагог си, да не спомнувам по други имиња, меѓутоа премногу си провиден. Прочитал си така да можеш да се јавуваш, да делиш совети, меѓутоа не си толку интелигентен колку што мислиш. Добро, се мислев за што да се јавам, што да дискутирам, има толку многу на слободна тема и
Еве ви спомнала, на пример, околу шпионажата. Па нема што да се шпионира кај нас. Се е откриено, се знаат. Едни вели има, други вели чекај, тие се... Не сакам да паднам толку ниско да ги употребувам тие зборови што ги употребува премиерот. И после афера со фудбалот, не сакам исто да паднам толку ниско да ги спомнувам зборовите на некој си, како го вика, Козар или што ти ја знам, и на селекторот на репрезентацијата на Република Македонија. Таму гледал, не пеел, вика, аба го човеку Божи може да спречиш тоа. Вие ќе се споредувате со иконата на македонската забавна музика и ќе ја навредувате. Па срамота, вие не се ни доносите нејзини, не се ни до колена толку афирмативни за фудбалот да го афирмирате, колку што таа може музиката преку незината музика Македонија запозна. Има многу теми да зборувам, неговите ме иритира пред. Така, да, многу теми навистина и независно од ова кој колку направил во некоја област, дали музиката и слично, повторно тежиштето е на однесувањето, кој како се однесувал. Се едно, може и некој ништо, или резултатите со други зборови се нешто друго. Ако зборуваме за резултатите, тогаш тој за кого зборуваме, па може го споредуваме со некој друг од таа област. Таа не знам што е кај нас музички уметник и така натаму, во споредба со овој музички уметник, карактеристики и слично. Но однесување, тоа е, велам, само по себе манифестација на пристап кој нема врска со тоа кој е каков. Манифестација на пристојност или непристојност, учтивост и слично. И како што кажавте, има многу теми навистина, ние ја имаме и приликата обичаено да, вие ги отворате, зборувате за многу теми, но и да имаме навистина и не само разни теми, туку и различни и конфронтација по однос на истите. Имаме дискусија од која навистина може да се направи еден заплет во вид на роман, авторски, автентичен, повторно во контекст на тоа дали има некоја смислена однапред организација. Такво нешто не би можело апсолутно нешто што е, да речеме, однапред смислено, што е репродукција, плагијаторство и така натаму, што е однапред на некој начин снимено под наводници, значи договорено тоа ќе го кажеш, тоа не може да оди вака како што оди. Велам, баш добро што укажа во претходната емисија, кој и да беше, од нашите соговорници, затоа што токму ми се активираше тој сензор да се обидам да просто како книга, ја читам денешнава емисија и навистина авторски роман, а не да кажам, ова кој го пишувал, ова белешки од УДБА. Субјектот дојде и кажа ова и седна, порача чај, а потоа, значи, шпионски, онака, тоа не се ни афери, туку информации кодошки, однапред определени. Добар ден, повелете. Да, се слушаме, повелете. Исто така ве поздравувам и јас, повелете. Поздрав до сите граѓани на Република Македонија што го слават Свети Никола летни, пошто има места во Македонија што слават ова празник, летен Свети Никола. Так. И предстојниот Светите Кирил и Методи. Чекај, за тоа ќе кажам. Добро, дајте да не ви расипувам јас. Како не се договоривме претходно, па да знаеш што ќе кажете. Свети Кирил и Методи ворет ова празник. Да. Ама и 25 Тито, да не беше Тито, ни Свети Кирил, ни Методи ќе се славеше. Кој ни даде држава? Тито, кој ни даде 45-та, 6-та, сите тие празници ние да ги празнуваме? Јас немам ништо против. После, во Рим сега ќе патува Африн Гаши. Зашто? Да прошета, да земе дневница, да види. Не може некој со сета почет на албанците поштени што се сакат Македонија. Некој друг македонец додеше на прославата таму. Или ќе се сретне со папата таму. Затоа, пак ќе речам, 25-ти треба да масе и вие новинарите да придадите. Пажна, да не беше 25 мај, ни 24 немаше да се слави. Пошто како што
осем војната, сите граба, да не ја спомнеме граѓанската војна во Грција 47-48, таму дори Македонија ни држава ќе добиеше, ни ништо. Што ни фалеше 35-40 години во таа Македонија, во таа Југославија, што сите ја псујат. Ништо не ни фалеше. Имаше береќет, имаше сите работеа, сите по одмори, сите купуваа станови од фирмите и све. Затоа масе кој ќе дојде 25 масе, пажне и тогаш ќе кажам. Кирил Методи, воре, ти празник ќе помени. Знаеме историјата, Кирил Методи. И што? Тито да не беше ни Кирил Методи, ни ништо немаше да се слави. А само од страна да дојде да ни помогне, иначе вака ништо не правиме. Биди поздравен. Ви благодарам и јас ве поздравувам, до слушање, добар ден кој ни е следен. Добар ден, ако сум на Да, вие, повелете, ве слушам. Благодарам. Па вака, ќе опфатам две теми ако успеам. Па вака, прво јас ќе сакам господинот Мицковски да не ја повтори грешката што ја направи господинот Груевски. А тоа сакам да кажам, кога требаш да се решава проблем околу Хашкиот трибунал, значи, за да не му се растори коалицијата, тој ги помилува што се вика Хашките трибунали, учесници во Хашкиот трибунал и фактички, значи и денеска албанците си го прават оно што не треба да го прават. За тоа толку. Се во втората тема сакам да биде, значи, околу нашиот фудбал, нашиот спорт. Ја мислам дека сите ние сакаме добар фудбал, добра кошарка, добар ракомет и сите спортови кои што се одвиваат на нашата територија. Но не можам да се сложам некој да дојде на утакмица, значи и да не стане независно дали е играч, дали е посетител, дали посматрач. Значи, кога се смири химната да не стане, да не даде почит на државата. Мислам тоа неоправдано и недозволиво. Второ, значи, да се хушка и така натака тие работи. Потоа да се на тие надпревари да се прават, што се вика, разни скетчови, разни недозволени работи, да го омаловажуваат спортот и да помина неказнато. Ја ми се чини дека треба да се примени како во Енглеска. Сите тие казнети да им се забране доживотно, да не може да додат на ниједен надпревар, значи да се казна и клубовите, затоа што значи не тие најверојатно се тие поголемите виновници што се случува тоа, значи сите да. Ви благодарам, поздрав до вас, добар ден кој ни е следен. Почитувани со дали имам право. Секако повелете, да. Благодарам јас. Мислам што се создадени условите за реплика, да. Повелете. Ќе искористам овие 2 минути за еден поучен пример политички кој може да се примени, односно економски, но може да се примени во политиката, односно полка за довербата и колку чини довербата, односно недовербата и од каде произлегува. Еве ви пример со компанијата Xerox, која беше мултимилиардерска компанија, интернационална, формирана 1906 година за копир машини. Се сеќавате сигурно до 90-тите години фактички немаше земја и копир машина каде што не ги користели фирми. Во САД како ги нарекуваат Xerox, не онака Xerox, да. Така, може така е правилниот назив, да. Така, не знам. И сега гледајте што се случува. Лакомштијата и желбата за криминал, она надменост, ние сме попаметни од другите, од 1997 до 2000 година вработените таму управата го лажирала книговодството да прикажат нереално по-поволни економски резултати за да постигнат повисока цена на берзата. Таа афера пукнува 2001, откриена е и до 2008 се плаќаат милионски суми за оштета и казни и кривични дела и фактички компанијата е малтене збришана од како економски оператор. Сега што е поуката? Значи кај нас има една партија, човекот, дискутантот што ме прозва, тој припаѓа на таа партија и исклучително ја изгуби довербата затоа што лажира за да односно веќе ги направи криминалите, а тоа народот го препозна. И затоа неговата партија ќе биде збришана од политичкиот простор. А
тоа ќе го видиме 2020. Така, благодарам. Остана оној дел точно кога во овој милениум се кај 2000, дури ете векот не го слушнавме. Ќе го слушнеме, нека остане нешто и пред нас. Тука завршуваме, но пред нас ете два не само интересни, туку и значајни празници, светите Кирил и Методи, да не подсетат, да ни помогнат да станеме и по-просветени, и по-писмени, и по-мудри, и по-добри. Со сето тоа ќе носиме и подобри одлуки и ќе го правиме светот, општеството по-добро. Но секако и 25. мај, колку и ете да не се одбележува, пак се едно символиката со младоста, каде е младоста, каде ни се младите и слично, да не врати, да не подсети, да ги задржи овие тука и секако да биде токму оној императив, како од она позната песна, но наместо на староста и така натаму, обратно, токму нашата младост пак ќе ни се врати. Зајди секако, но младоста да ни се врати повторно. А вие имајте пријатни празници и во добро да се сретнеме повторно од почетокот, тоест од вториот ден од следната работна недела, со нови теми кои се надевам ќе ни потврдат дека стануваме подобри. Имајте пријатен продолжен викенд. Довидување.